Зошто во Кочани се мора да комплицирано, проблематично и бавно. Неуспешни приказни за редица проекти се надоврзуваат една по друга, а властите покажуваат немоќ да ги реализираат и да ги пуштат во функција. Посебно тие што се од суштинска важност за граѓаните. Ако граѓаните одамна оттрпнаа за тоа колку долго се растегнува браната речани какво премашување е приватното партнерство, со спортско-рекреативниот центар Водик, неискористувањето на топлата вода во банјски туризам како значаен стопански потенцијал, различената реализација на Соговскиот велосипедски рај, за типските куќи, за семејството од касарната, блокираниот старт на новата детска градинка, например, е се уште една алка во долгиот синџир на замрзнати објекти, кои никако да профункционираат. Градоначалникот Липчо Папазов кажува каде е проблемот. Па таму не е најнапред завршено примопредавањето на самата градинка. Министерството за труд и социјална политика имаше, според нашите информации и според мејловите кои ги добивавме како информација, дека има одредени забелишки од страна на Министерството за труд и социјална политика до изведувачот и е побарано да ги разреши тие моменти. Од страна на општина Кочани врска за приклучок на електрична енергија на водоводна и канализационна мрежа е завршена. Останува решението со пристапниот пат работиме, заради тоа што немаше готов проект за реализација. Од улицата Фебруарски поход до самата градинка немаше изготвено проект. Веќе е при крај изработката на тој проект. Направени се основните земјни работи за уредување на пристапот и очекувам дека и таму ќе влеземе во завршна фаза за реализација и ќе можеме да ја ставиме истата градинка на располагање на најмладите жители, особено на општина Кочани. Меѓутоа, уште побитно е да се посочи каде е решението на истиот и дали има рокови и кои се тие. Ако тешко оди со тоа што е започнато, прашањето е со каков оптимизам да се гледа на тоа што е само најавено или во програмите и плановите на одговорните. Особено што одамна се ветуваат градска бања, катна гаража, брана на рамиска чешма, спортска сала. Наспроти сето тоа, лесно се фрлаат стотици илјади евра за плочници и други неприоритетни зафати кои сигурно нема да им го подобрат животот на граѓаните.